Македонија како етногеографска целина одсекогаш се раѓале личности кои својот живот го посветиле на афирмација на македонското прашање и создавање на независна македонска држава. А стожерот на македонската историја е поставен токму во егејскиот дел на Македонија, каде што биле Ајга и Пела, своевремено престолнини на античкото македонско кралство. Ако одиме наназад, односно најдалеку во историјата, мора да се нагласи дека античките династии, односно Македонското кралство во антиката, потекнуваат токму од егејскиот дел на Македонија, каде што се родени и Филип Македонски и Александар III Македонски. И средновековната Самуилова држава се простирала длабоко во егејскиот дел на Македонија. Една од престолнините на царот Самуил се наоѓала во Преспа, односно во делот на Преспанскиот регион, кој што денес се припаѓа на Република Грција. Островот Аел и црквата Свети Ахил представувале духовно седиште на македонската средновековна држава. Кон крајот на 10 век, токму во неговата престолнина Преспа, во присуство на представници на папата Григорий V, Самуил бил крунисан за цар. При проучувањето на средновековната историја и потпаѓањето на Македонија под османлиска власт, вреден за запазување е фактот дека последниот македонски град кој бил освоен од страна на османлиите бил Солун, а неговите жители, меѓу кои несомнено голем дел биле македонци според потеклото, во 1430 година подлегнале на нападите на помоќниот непријател. Се работи за град кој што е центар на етно-географска Македонија, односно најголемиот град кој што со својата мултинационалност, со својот економски капацитет и местоположба представувал центар на ова подневие. Дел од подготовките за кревање на Разловечкото востание се случиле токму во најголемиот македонски град. Еден од водачите на востанието, Димитар Поп Георгиев Беровски, во 1875 година заминува за Солун и тука создава таен кружок кој имал задача да помогне при набавката на оружје, муниција, санитетски материјал и зимска облека за востаниците. По налог на Димитар Поп Георгиев, учителките Недела Петкова и Станислава Караиванова во Солун го изработуваат знамето на востанието. Црвен разјарен лав на жолта основа, на кое што пишувало Македонија. Откако востанието доживеало неуспех, Димитар Поп Георгиев Беровски успеал да го пробие обрачот на османлиските трупи и да избега, носејќи го со себе знамето. Особено е значајно да се спомене фактот дека Македонската револуционерна организација е создадена во градот Солун на 23 октомври 1893 година. Дури тројца од шестмината основачи на Македонската револуционерна организација потекнуваат токму од егејскиот дел на Македонија. Тоа се Иван Хаџи Николов, Христо Батанџиев и Андон Димитров. Иван Хаџи Николов е роден во Кукуш во 1861 година. Завршил основно училиште во Кукуш, а потоа се школувал во Пловдив, Бугарија. Во Линц, Австрија, завршил трговска академија. Учителствувал во селото Костенец Софиско, а потоа се вратил во Македонија и работел во училиштата во Воден, Кукуш, Солун и Лерин. Бил член на младата македонска книжевна дружина. Во 1893 година во Солун отворил книжарница. Влегол во составот на првиот централен комитет на Македонската револуционерна организација и учествувал на Солунскиот конгрес од 1896 година. Во 1901 година по избивањето на Солунската афера, Иван Хаџи Николов бил единствениот член на Централниот комитет на организацијата кој не бил уапсен при првиот бран апсења. Во една ваква хаотична ситуација, тој им ги предал печатот, списоците и листата со шифри на Иван Гарванов, Спас Мартинов и Димитар Мирчев. На 5 март 1901 година, Хаџи Николов е уапсен од страна на османлиските власти. На судскиот процес тој е осуден на 101 година затвор и испратен на одслужување на казната во затворот Подрум Кале во Мала Азија.
Откако бил амнестиран во 1902 година, заминал во Софија и продолжил да се занимава со книжарска дејност. Учествувал во Балканските војни како доброволец, кој извршувал курирски задачи во 6-та Охридска дружина во составот на Македонско-одринското доброволство. По Првата светска војна бил активен член на легалните организации на македонците во Бугарија. На 9 јули 1934 година во Софија, Иван Хаджи Николов извршил самоубиство. Христо Батанџиев е роден во градчето Гуменџа, Егејска Македонија. Бил избран за член на првиот Централен комитет на Македонската револуционерна организација. Работел како учител во Солунската екзархиска гимназија во периодот од 1888 до 1911 година и бил секретар на Бугарската митрополија во Солун. По Младотурската револуција во 1908 година учествувал во создавањето и работата на бугарските конституциони клубови во Македонија. За време на Втората Балканска војна бил уапсен од страна на грчката власт. На 18 јуни 1913 година на пат кон островот Трикери, Христо Батанџиев бил фрлен од бродот во морето, со што трагично го завршува животот. Антон Димитров е роден во 1876 година во селото Ајватово, Солунско. Завршил Бугарска екзархиска гимназија во Солун, а потоа студирал право во Цариград и Лиеж, Белгија. Станал доктор по правни науки. Бил член на првиот Централен комитет на Македонската револуционерна организација. По Младотурската револуција во 1908 година учествувал во создавањето на бугарските конституциони клубови во Македонија. Во периодот помеѓу двете светски војни се повлекол од активно учество во македонското револуционерно движење. Починал во 1933 година во Софија. И апостолот на македонското револуционерно движење Гоце Делчев потекнува од Егејскиот дел на Македонија. Самото споменување на името на Гоце Делчев сите македонци ги асоцира веднаш на внатрешната македонска револуционерна организација. Гоце Делчев целиот свој живот, целата своја револуционерна дејност ја посветил на борбата за ослободување на Македонија од турската власт и на ширењето на организацијската мрежа на внатрешната македонска револуционерна организација. Роден е во 1872 година во градот Кукуш. Завршил екзархиска гимназија во Солун и се запишал на военото училиште во Софија. Во редовите на организацијата се вклучил во 1894 година за време на неговото учителствување во Штипско Ново село, каде што се запознал со Даме Груев, со кого што станале соборци до неговата трагична смрт. Активно учествувал во создавањето комитети на организацијата во Кукуш, Солун, Дојран и Гевгелија. Како делегат присуствувал и зел учество на Солунскиот конгрес на Тморо во 1896 година, а во истата година заедно со Ѓорче Петров го напишал Уставот на Тморо. Највисоката функција која што во редовите на организацијата Делчев ја извршувал било членството во задграничното представништво на ВМРО, второ по значајност тело, втор по значајност институт на организацијата и ревизор на четите на организацијата на целата територија на Македонија. Кога ќе се случил некој проблем во редовите на организацијата, некоја провала, некоја убиство, некоја ликвидација, организацијата веднаш на терен го испраќала Гоце Делчев да ги санира последиците од евентуалната афера, да ги залечи раните од некоја провала што се случила во Македонија, да подготви некоја чета, да го организира населението, да го крене духот на населението. Делчев навистина бил брилјантен оратор, говорник. Народот кога тој зборувал на тие собранија и со големо внимание го слушал, знаел да ја анимира публиката. После секој негов говор во кој да е село или населено место и се случувале масовни зачленувања во редовите на организацијата.
Бил еден од основачите на Четничкиот институт на организацијата и учествувал во создавањето канали за пренесување на оружје од Бугарија на територијата на Македонија. Тоа била мощна, макотрапна и сложена работа на која што Делчев се зафатил. Меѓутоа, навистина успешно ја извршувал. Речи се и да немало случај турската власт или некои погранични органи да откријат пратки на оружје кои што Делчев ги организирал од територијата на Бугарија кон територијата на Македонија. Името на Делчев станало легенда. Турската власт едноставно не можела да му влезе во трагите на Делчев затоа што тој бил недофатлив. Мрежата на комитети што ја создал низ целата територија на Македонија му овозможувала непречено одење низ целата територија на Македонија. Понекогаш преправен како трговец, понекогаш преправен како сиромашен човек. Едноставно отоманската власт не можела да го открие дејствувањето на Гоце Делчев. Затоа уште додека бил жив, Гоце Делчев станал легенда и мит кај македонскиот народ. По дознавањето на одлуката за кревање на Илинденското востание, остварил средби со поголем дел од раководителите на ТМОРО, меѓу кои и со Даме Груев, во обид да ги разубеди во неисправноста на таквата одлука. Тој во неговото револуционерно дејствување постојано потенцирал дека македонскиот народ и организацијата треба да води постојана борба, постојано да ја држи на предпазливост турската власт, да не и дозволува едноставно мир во ниту еден момент. Со таа континуирана револуција Делчев сметал дека ослободувањето на Македонија можеби би се случило по една деценија или по еден догледен временски период. Загинал во судир со османлиските трупи кај селото Баница Серско на 4 мај 1903 година. Јас тоа што го знам од един дедо тука од Гуменџа, дека Гоце Делчев беше залюбен за некоја гуменџанка и тоа. И кога се оттепал, се кацил со татко му на една кара, кола, тогаш со коња, и да оде на местото дека беше погребан. И као отиде од Тосилово, селото под Гуменџа Соја, момато од многу, мака да ти кажем, од такво пукнал. Васил Чакаларов е роден во 1874 година во село Смрдеш, Костурско. Основно училиште учел во родното село. Васил Чакаларов бил еден од најдобрите организатори и војводи на македонската револуционерна организација во Костурско. Бил еден од најголемите противници на грчката пропаганда. Во македонското револуционерно движење се вклучил уште додека бил емигрант во Бугарија. Меѓутоа, за краток временски период, по наредба на внатрешната македонска револуционерна организација, се вратил во Костурско и започнал со својата револуционерна дејност во полза на македонското револуционерно движење. Чакаларов бил испратен во Грција за да создаде канали за набавка и пренос на оружје и муниција потребни за четите на организацијата. На почетокот тие акции оделе многу тешко, затоа што тој требал да ги создаде каналите за оружје, да привлече луѓе со кои што ќе соработува, доверливи луѓе. Тоа била мощна, тешка и одговорна задача за која што се зафатил Васил Чакаларов. Но како одминувало времето, преку градот Атина и пограничните места на тогашната Отоманска империја со Грција, успел да ги воспостави каналите за оружје кои што профункционирале и до Илинденското востание, биле главниот извор за снабдување на оружје на четите на организацијата во Костурско. Во периодот до Илинденското востание, Васил Чакаларов продолжил да организира канали за пренос на оружје, но и започнал акции за ликвидирање на предавниците во Костурско. Заедно со Пандо Кљашев биле учесници на Смилевскиот конгрес во улога на представници на Костурскиот револуционерен реон. Во Илинденското востание Чакаларов бил посебно активен во ослободувањето на двете градчиња Невеска и Клисура заедно со неговите другари од Костурскиот револуционерен реон. По завршувањето на востанието заминал во Грција, а оттаму во Бугарија. Како делегат од Битолскиот револуционерен округ, учествувал на Кјустендилскиот конгрес на ВМОРО од 1908 година.
Пред почетокот на Балканските војни се приклучил на редовите на македонско-одринското доброволство како војвода на чета во 9-та велешка дружина. Во почетокот на октомври 1912 година била создадена здружена костурска чета која действувала во Леринско и Костурско. Васил Чакаларов во Македонија се вратил и во периодот на Балканските војни и активно учествувал во ослободувањето на овие населени места од егејскиот дел на Македонија од турска власт. Меѓутоа, неговото име се споменува и во настаните од Тиквешкото востание во 1913 година, кога четата на Чакаларов поминувала низ централниот дел на Македонија и оттаму требало да замине во Костурско. По почетокот на Втората Балканска војна, Чакаларов повторно се активирал и предводел чета која се упатила кон Костурско. Во јули 1913 година Васил Чакаларов загинал во борба со грчки паравоени формации и грчки андарски чети токму во Костурско и бил убиен на еден многу свиреп начин. Кога го убиле, грчките андарти му ја пресекле главата и ја разнесувале низ градските улици на градот Лерин, при што им било велено дека еве Чакаларов е мртов, Македонија е мртва. Навистина еден нецивилизиран акт. Во секој случај, Васил Чакаларов оставил траен белег во револуционерното действување на македонците во Костурско и во егејскиот дел на Македонија. Пандо Кљашев е роден во 1882 година во селото Смрдеш, Костурско. Бил учител, револуционер и костурски реонски војвода на Македонската револуционерна организација. Завршил гимназија во Битола во 1900 година. Една година учителствувал во родното село и преминал во илегалност. Уште како многу млад се вклучил во редовите на македонското револуционерно движење. Може да се истакне дека тој бил сушност еден од најмладите војводи на организацијата во овој дел на Македонија. Бил член на Костурскиот револуционерен округ на организацијата. Еден од најдобрите соработници на Васил Чакаларов и на другите македонски револуционери во Костурско. Учествувал на Смилевскиот конгрес на Битолскиот револуционерен округ во 1903 година, како делегат од Костурскиот револуционерен реон. За време на Илинденското востание Пандо Кљашев учествувал во борбите за ослободување на Костурско и пред се во ослободувањето на Невеска и Клисура, мали градчиња во егејскиот дел на Македонија. Неговите организаторски способности овде дошле до израз и во поглед на тоа што успеал да го анимира заедно со неговите соборци и населението од влашка националност, кое што исто така ја поддржувало борбата на организацијата за ослободување од турската власт. По востанието заминал за Бугарија. Во пролета 1904 година повторно се вратил во Костурско и во 1906 година бил избран за член на Битолскиот окружен револуционерен комитет. Фактички од 1904 до 1907 година, речиси непрекинато Пандо Кљашев престојувал на територијата на егејскиот дел на Македонија. Тука, заедно со тие преостанати здрави револуционерни сили на македонското револуционерно движење, пред се водел битки со грчките андратски чети кои што многу навлегувале во периодот по Илинденското востание. Всушност тие го запоседнале речиси цело Костурско. Меѓутоа и разочарувањето и кај него бргу дошло затоа што иако релативно млад постојано бил сведок на голем број на предавства што се случувале во организацијата, провали и убиства на војводи од страна на грчки андратски чети или турската власт, но цврсто бил решен до крајот да остане во Костурско. Така завршил и неговиот живот во 1907 година во една битка со турската војска, за да не биде жив фатен од страна турската војска, сам си го одзел животот. Митре Панџаров Влавот или Влашето роден е во 1873 година во селото Коно Млади, Костурско. По националност бил Влав. Влегол во редовите на ТМОРО и од 1900 година станал четник во четата на војводата Марко Лерински. Во четата научил да чита и пишува. Тој немал никакво образование, за разлика, например, од Пандо Кљашев, кој што, да речеме, се здобил со гимназиско образование. Меѓутоа, бил човек кој што бил произлезен од народот.
речиси целиот негов револуционерен живот го поминал во нелегалност, затоа што постојано бил под обвинение од страна на турските власти за револуционерна дејност, меѓутоа особено бил на мета на грчкиот комитет во градот Костур и лично на владиката Германос Каравангелис. Од 1902 година бил назначен за самостоен војвода на Чета. Во мај 1903 година со Четата се судрил со турскиот аскер кај костурското село Рулја. Како и другите македонски револуционери во Костурско, и војводата Митре Влаот учествувал во борбите за ослободување од турска власт за време на Илинденското востание, особено во ослободувањето на Невеска, Клисура, селото Апоске, во други борби што се случувале во Костурско. Предводејќи здружени Чети во борбите во Костурско, од современиците бил забележан како храбар и добар стратег. По востанието работел на ревитализација на организацијата. Формирал нова Чета и бил назначен за главен војвода на Костенаријата. Се посветил на борбата со силите на грчката пропаганда. Во тие моменти, обидувајќи се да го придобие и на еден начин да го подкупи Митре Влаот, грчкиот владика Германос Каравангелис дури му исплатил цело кесе со златници со цел да го подкупи. На гласникот кој што дошол во името на Каравангелис, Митре Влаот му го фрлил кесето со жолтици и му рекол дека додека е жив ќе се бори против грчката пропаганда и против Германос Каравангелис. Тоа многу го разлутило грчкиот владика во Костур, кој што си ставил за задача покрај Чакаларов да го ликвидира и Митре Влаот, кого што го сметал за најопасен по грчките државни интереси во егејскиот дел на Македонија. Водел повеќе битки со андарските Чети, но тој и неговата Чета биле предадени и обколени кај селото Жупаништа во 1907 година. Откако сите негови четници биле тешко ранети, ги доубил своите соборци, ја уништил организацијската архива и оружјето и се самоубил. Сите загинати во еден временски период биле закопани во една заедничка гробница во селото Апоске. Меѓутоа, што се случило? Со доаѓањето на грчката власт после Балканските војни 1912-13 година во овој дел на Македонија, таа гробница била уништена со цел да не се остави никаква трага, никаков споменик за дејци на внатрешната македонска револуционерна организација. Лазар Поп Трајков бил познат костурски војвода, македонски револуционер во Костурско во егејскиот дел на Македонија. Се имал здобиено со солидно гимназиско образование, што за тие временски услови представувало така едно прилично високо образование. За време на школувањето во Солун, влегол во редовите на ТМОРО. Бил организатор на првите организацијски револуционерни комитети во Костурско, а по негова иницијатива биле ликвидирани неколку турски и албански разбойници низ Костурско. Беше Трајко, заедно со Бузо, ојдое во Ормано Дону и го отепае на Турчино. Два турци бе, кај што лусна еден турчин пушка и му вика "Вурдун даушан, вурдун, вурдун". Трајко те го виде карв пана доду. Бузо беше човек за 4 души, го звена рамото и така избегае. Тој доја турците, туку на селото, да баре, зашто му пана капата, знаеш тие капите, овчарите што носе. Пана капата и да цели куќи, сега и варте куќите, која куќа нема капа. На чифлюка таму, ојдоа на куќа, сега ќе оде на другата, од пенџерата му фрлија капата на другата куќа и така не може да најде од која куќа. Немаше капа, разбра. Поради револуционерна дејност бил затворен и лежал затвор во еден извесен временски период во Албанија. Веднаш по излегувањето од затвор, Лазар Поп Трајков станал нелегален и се вклучил во подготовките за кревање на Илинденското востание во овој дел на Македонија. Заедно со останатите костурски револуционери учествувал во создавањето на комитети, во заколнување и зашленување на нови членови на организацијата, во формирање на чети, во тренирање и вежбање на селаните да ракуваат со оружје и со други боеви материјали во пресред на Илинденското востание. На крајот на 1902 година бил уапсен во Скопје и лежал во Куршумлијан до февруари 1903 година.
По ослободувањето се вратил во Костурско и действува во илегалност. На Смилевскиот конгрес на Битолскиот револуционерен округ во мај 1903 година, поради неговото значење и неговата револуционерна дејност, бил избран за резервен член на главниот штаб на востанието, што представувала една висока позиција, значи уживал еден висок авторитет во редовите на македонското револуционерно движење во овој дел на Македонија. На 30 мај 1903 година, кај местноста Локвата и Вињари, во близина на село Дмбени, се случила една од најголемите, најкрвави и најопеани битки. Значено за Лазар Поптрајков е и тоа што ја напишал поемата Локвата и Вињари, една интересна поема која што се однесувала за битка во предилинденскиот период во Костурско, каде четите на ВМРО извојувале брилијантна војничка победа на турската војска. Тука Лазар Поптрајков, како реонски началник, инсистирал на востаниците да им се поделат свидетелства за учеството и за покажаната храброст во битката. На некој начин, тоа се и првите одликувања што ги поделила организацијата. Тоа била една од ретките победи на четите на организацијата над турската војска во периодот пред Илинденското востание. Во востанието бил постојано активен. Учествувал во борбите кај селото Чаништа Мариовско, каде бил тешко ранет. На пат кон Костурско тој не сакал да ја напушти Македонија и да пребегне во Бугарија, како извесен дел на војводи. Решил да побара помош од неговиот поранешен другар Коте. Меѓутоа Коте извршил едно подло предаство. Беше на селото на Грач. Од таму ќе оише на Жупаниша и го каза на тој како веле на Попов парче што беше Каравангели. И ојде Каравангели му вели на турците, ваа вечера кој во Жупаниша. Наместо да го лекува како што му ветил, на спиење го убил, му ја пресекол главата и пресечената глава на Лазар Поптрајков ја однел кај костурскиот владика Германос Каравангелис, за што добил голема парична награда. Тоа е едно од најеклатантните предаства што се случил во внатрешната македонска револуционерна организација во периодот по Илинденското востание. Крсте Петков Мисирков е роден во 1874 година во Постол, Еничевардарско, Егејска Македонија. Роден е во сиромашно семејство, рано останува без родители. На 14 годишна возраст веќе ги сваќа општествено политичките, културните, економските прилики кои што ја обкружуваат Македонија, во кои што се наоѓа македонското население. Принуден е постојано да се расшетува од едно место на друго во потрага на неговото образование. Неговиот образовен процес започнал преку следење настава на грчки јазик, а подоцна добил стипендија од Српското друштво Свети Сава за да замине во Белград и да продолжи да се образува на српски јазик. Во тој период образованието можело да биде или на грчки, или на бугарски, доколку бил припадник на муслиманската вероисповед, тогаш тоа би било на османлиско-турски, и во северните делови на Македонија или јужните делови на Србија можело да биде на српски јазик. Увидувајќи ги прикриените намери на српската пропаганда, која действувала преку добротворните друштва и доделувала стипендии, тој се приклонил кон групата македонци кои одлучиле да го прекинат учењето во Белград и да заминат за Софија. Подоцна заминал во Русија и во 1902 година дипломирал во Петроград со тема кон прашањето за народноста и причината за популарноста на македонскиот крал Марко. Крсте Петков Мисирков без друго произлегува од една од најјаките филолошки и лингвистички школи на неговото време. Тоа е Петроградската школа, во која што тој стапил како ученик, а од неа излегол како еден од незините најсолидни кадри. Во 1903 година пристигнал во Битола, каде што работел како учител во екзархиската гимназија. Меѓутоа, бил под константен притисок на османлиските власти, кои го демнеле заради неговите врски со Русија. Во 1903 година во Софија го објавил неговиот величествен труд за македонските работи.
Книгата за македонските работи е една совршено создадена лингвистичка книга, во онаа смисла во која што во неа се вградени најновите, би рекле, откритија во лингвистиката. Со оваа книга самиот Мисирков веќе се вбројува на почетоците на социјалната лингвистика која што се зародува токму во тоа време. Мисирков со својот јазик, всушност самиот дава пример како треба да изгледа македонскиот литературен јазик. И тој ја дава таа социолошка, би рекле, и научна димензија на македонскиот јазик. Бидејќи суштината на неговиот труд не се совпаѓала со политиката на владеачката класа во Бугарија, скоро целиот тираж бил откупен и набрзо изданието било уништено. Биле зачувани само мал број примероци, кои несомнено представуваат несоборлив доказ за ставовите и улогата на Крсте Петков Мисирков по однос на македонската нација и посебноста на македонскиот јазик. Во 1913 година во Санкт Петерсбург учествувал во издавањето на списанието Македонски голос, што своевремено било орган на македонската колонија во тој град. По Првата светска војна живеел во Русија и му биле доделувани маргинални позиции во разни општествени и културни установи. Откако тешко се разболел и западнал во голема финансиска криза, заминал во Софија, каде што починал на 26 јули 1926 година во Александровската болница. Неговите посмртни останки се наоѓаат на софиските гробишта. Во периодот меѓу двете светски војни мора да се спомене една истакната личност која што според мене никогаш не го доби своето место, вистинско место во македонската историографија. Тоа е Андреа Чипов, кој што е роден во селото Пателе, во егејскиот дел на Македонија. Во 1932 година бил назначен за раководител на внатрешната македонска револуционерна организација Обединета за егејскиот дел на Македонија, а истовремено ја извршувал и функцијата секретар на организацијата. Следната година се приклучил на Комунистичката партија на Грција и влегол во составот на незиниот Централен комитет. То време и на партија имаше за да оис напред. Со борба у Комунистичка партија. Таму беше Андреа Чипов. И отиде многу напред. Дојде и стана на 39 година, стана прв. Ние го велме Геникос Граматеас Комунистику Комато Селадос. На изборите во Грција, кои што биле одржани на 31 јануари 1936 година, Андреа Чипов е еден од 15-мината народни пратеници, односно избрани на изборите за членови на грчкиот парламент. Во ние анкетни листови кога што се пополнувале за кандидирање на таа пратеничка листа, Андреа Чипов, бидејќи не му било дозволено да ја изрази јасно својата етничка припадност, во графата професија запишал македонец. Во 1936 година со прогласувањето на диктатурата на Јоанис Метаксас, изборот на Чипов за пратеник бил поништен и тој бил однесен во затворот Акронавплија на Пелопонес. По почетокот на Втората светска војна е пуштен од затвор, учествува во граѓанската војна во Грција. Во одреден период бил и секретар на Комунистичката партија на Грција, меѓутоа е многу набрзо елиминиран од таа позиција. Официјално бил квалификуван како ригиден и назаден кадар, меѓутоа суштината на таа политичка елиминација е фактички неговото етничко потекло. Андреа Чипов кога лафеше у Ицкале, што го има тамо, беше прв тамо, имаше 5000 комунисти, сека вечера го слушаа со отворена уста, што работи велеше за слобода, за народо слобода. Ама на крајо велеше оти јас се борам за народо, ама и за слобода на Македонија. Според Петрос Русос, член на Политбирото на Комунистичката партија на Грција,
стоењето на македонец на чело на КПГ можеше да има негативно политичко влијание врз масите на грчкиот народ, поради неговата позната чувствителност за националното прашање и уште повеќе во периодот на национално-ослободителната борба. По завршувањето на граѓанската војна во Грција, Андреа Чипов заминува да живее во Битола, каде што починува во 1956 година, заборавен од сите и во целосна изолација. Лазо Ангеловски е роден во селото Граждано, Леринско, во 1925 година. Потекнувал од семејство со илинденска традиција, бидејќи неговиот дедо Ангеле бил учесник во илинденското востание. Пораснал во сиромашно македонско семејство. Неговиот татко бил печалбар во Америка и скоро целото детство Лазо го поминал без еден родител. Дека и да одеше без книга не одеше. Заврши основно училиште и пошто добро учеше, го испратиме во гимназијата, во Леринската гимназија, и таму учеше. И таму беше многу добар, ама и работеше во организацијата, беше активист. Во текот на Втората светска војна се приклучил во движењето на отпорот и извршувал курирски задачи. Бил одговорен за врската помеѓу партизанските единици кои дејствувале во Вардарскиот и Егејскиот дел на Македонија. По завршувањето на војната се обидел да изучи курс за народни учители во Костур. Пешачел 2-3 дена да стаса во Костур да праша што се случува со курсот. Дали ќе се отвори или не. Тогаш добил одговор дека вакво нешто нема. Курсот е само за грчки курсанти. Заминал во Битола, каде што се запишал на курсот за македонски учители во Битолската гимназија. По завршувањето на курсот бил назначен за учител во селото Брајчино Ресенско, а подоцна станал управник на основното училиште во селото Смилево Битолско. Како учител, Лазо во Брајчино беше многу добро примен од народот. Наставно-воспитната работа ја обавуваше солидно. Покрај наставно-воспитната работа, тој работеше и со масовите организации. По отпочнувањето на граѓанската војна во Грција и создавањето на слободни територии, во Егејскиот дел на Македонија се создале прилики за образование на македонските деца на мајчин јазик. Така Лазо, со еден џип полн со книги, отиде во село Герман и таму бил пречекан од Народниот одбор и сите услови му биле дадени на Лазо да ваков курс организира. На слободната територија бил отворен курсот за македонски народни учители, кој бил именуван Гоце Делчев. Набрзо, истаков курс бил отворен и во селото Желево, во Леринската околија. Воедно со тоа се отварале и македонски училишта. Вакви македонски училишта биле отворени околу 180, а се школувале 10.000 македонски деца. Воените порази на Демократската армија на Грција придонеле за носење на одлука за евакуација на македонските деца од Егејскиот дел на Македонија. На Лазо Ангеловски му била доделена задача да подготви список на децата кои требале да бидат евакуирани и да го организира нивното заминување. Децата биле причекувани од Лазо Ангеловски. И јас до ден денес памтам како тој се збогувал со нас. Неговите зборови биле: драги деца, вие ќе идете во слободна Македонија. Ќе изучите лекари, инженери, даскали и учени вие ќе се вратите и со нова елада Грција ќе зараководите. Иако му било понудено и тој да замине со последната група деца, тој ја отфрлил таа можност и одлучил да се вклучи во партизанските единици. 1948 година, при една обиколка на слободните територии е фатен. Бил однесет во Лерин. Во Лерин се најде дезертер од Демократската армија на Грција,
И тој кажа дека Лазо е тој кој што ги организираше курсевите, кој што ги отвараше училиштата, кој што ги спраќаше децата. И поради тоа Лазо бил затворен. Заробен и одведен во затворот во Лерин, тој бил подложен на жестоки измачувања, но во ниту еден момент не подклекнал и одбивал да ги каже информациите кои ги знаел за неговите соборци. И следникот му даде пенкало, хартија, да напише реферат и пред граѓаните на Лерин нели да истапи демонстративно дека демократската армија не е тоа армија, дека тие се луѓе, бандити и така натаму, тоа Лазо не го направи. Лазо, напротив, напишал едно писмо до чичко му Атанас. Во писмото, меѓу другото, пишува: "Незаборавен чичко Атанас, речено ми е пред другите затвореници говор утре да одржам или смрт да изберам. Да знаеш, јас не се покорив. Јас ја избрав смртта. Така, знај дека деновите се проодливи, мене смрт ме чека." Следниот ден бил изнесен од затворот и врзан за джип кој припаѓал на грчката војска. Лазо Ангеловски бил влечен по леринските улици се додека не починал. Мирка Гинова е родена во 1916 година во селото Русилово, Воденско. Борбениот дух кој се развил кај неа имал корени во револуционерното илинденско минато на незиниот татко Коста Гинов. Основно образование завршила во селото Катраница, а подоцна учела школа за домакинки во Воден и Лерин, за на крајот да заврши учителска школа во Костур. Станала член на Комунистичката партија на Грција и на младинската организација ЕПОН на Реонскиот комитет во Острово. Во текот на 1943 година престојувала на подрачјето на планините Кожов и Кајмакчалан и стапила во контакт со македонските партизански единици од Вардарска Македонија. Формирањето на македонскиот баталјон во рамките на Елас Мирка Гинова ја потикнало таа да почне да агитира и со своето реноме да придонесе македонците од Егејскиот дел на Македонија масовно да се вклучуваат во оваа воена единица. На првата конференција на Народно-ослободителниот фронт, Мирка Гинова била избрана за член на извршниот одбор и одговорна за прашањето на жените. Мирка беше на првната војна со Еласеам и на вторната граѓанска војна почна. Таму даде борба, возот го тигна, го удрија се отипаја 13 партизани. Неколку членови од НОП и представители на Комунистичката партија се сретнале кај Куса Ливада да се советуваат како понатаму да ги водат борбите против грчкиот режим. Биле откриени и од грчката жандармерија нели фатени. Во затворот во Воден, Мирка Гинова била подложена на најзверски измачувања од страна на незините непријатели. Била закопувана во земја до главата и биле ставани игли под ноктите и била влечена по улиците на Воден со цел да се заплаши населението. На 23 јули 1946 година, затворениците биле одведени во првото основно училиште во Иниче Вардар и таму било одржано судење зад затворени врати. На тоа судење Мирка Гинова била осудена на смртна казна, која била извршена на еничевардарските гробишта од страна на владиниот екзекуционен одред. Првната жена што у Грција га убија, демек не на војна, га зеа на суд и га стрелаа после, демек га отепа. До тамо стигнаа и една жена, демек да га стават на еден зид и да го отепат. И за почит на неа, оти така ми беше, ме болеше тоа, и реку ќерка ми, името ќе ме одам на Мирка.
Во овој приказ мора да постои дел посветен на мајките и децата бегалци кои се вратија во Македонија и зедоа учество во поставувањето на темелите на современата македонска држава. Се работи за лекари, за професори, за инженери и така натаму, кои што со нивното знаење кои што го имаат акумулирано во источноевропските држави, фактички придонесуваат во градењето на македонското општество и јакнењето на македонската нација. Нивната интеграција, која несомнено имаше трнлив пат, денес представува само придонес за македонското современо општество. Таа поделба на пиринци, егејци и вардарци нанесува недоместива штета за овој народ. И едноставно кажано, секоја елиминација на било кој македонец заради неговото потекло, односно место на раѓање негово или неговите предци, нанесува штета само на нас самите, на нас македонците. Едноставно тие се она што биле со векови. Македонци кои, како и нивните претходници, и се посветиле на заедничката татковина Македонија.